Добро вечер, емисија со Лесно Буревесник. Јас сум Зоран Божиновски. Ние сме на нашата нова локација на булевар Илинденска, комплекс тениски терени Фан Тенис, омилено место за љубителите на овој спорт и омилено место на многумина кои сакаат да се дружат со убави луѓе на убаво место. Еве сме и ние овде. Април 2023 година. Во емисијава ќе разговараме за проблемите што ги имаат акционери на приоритетни акции во Стопанска банка АД Скопје. Мој гостин вечерва е председателот на координативното тело за преземање активности за остварување на правата од приоритетни акции во оваа банка, Владко Ташковски. Добро вечер, Зоран. Благодарам за поканата. Ти посакувам среќа со оваа емисија, да имаш многу успешни. И се надам дека оваа емисија можеби нам ќе ни донесе среќа, бидејќи твоите заложби, колку што можеме да следиме, на голем број луѓе им помага. Каков проблем конкретно имате со Стопанска банка АД Скопје? Па вака, јас пред да го објаснам проблемот, би започнал од она што е најактуелно, се случува последниве десетина дена. Се работи за еден извештај за конверзија на приоритетните акции во обични, кој банката, Стопанска банка Скопје, уствари го објави на 5 април, и кој предизвика реакции, нормално негативни, наидовме на едно големо изненадување. И после тој извештај беше закажана средба, односно состанок со највисокиот врв на банката, поточно управниот одбор. На таа средба присуствува уште четворица од банката, од наша страна, од страна на акционерите бевме 6 мина. Она што е интересно за тој извештај, кој беше нарачан од самата Стопанска банка, го изработи друштвото Ернст и Јанг од Бугарија, даде еден коефициент на конверзија. Сега во моментот можеби некои гледачи не разбира за што се работи, подоцна ќе објаснам, кој изнесува 0,4. Меѓутоа, на самата средба, знаејќи дека тоа ќе предизвика незадоволство кај нас, веднаш ни предложија повисок коефициент, односно 0,8, и очекува каква ќе биде нашата реакција. На состанокот ништо не заклучивме, имавме некои размени на идеи, размислувања, и остана тоа да се потврди во наредните денови дали мнозинскиот акционер Националната банка од Грција ќе понуди повисок коефициент од 0,8. Пред Великден стигна потврда дека остануваат на предлогот и тоа е практично конечно. Да прашам, колку време во години се провлекува овој проблем? Па, ако го земам ефективно, од ова што го презедовме, имајќи ги во мисли и тужбите што сме ги поднеле према банката, влеговме во 5-та година, значи од јануари 2019. Претходно имавме година и пол други активности кои се однесуваат исклучиво на конверзијата за која и сега зборувам. Меѓутоа, како не вроди тоа со плод, влеговме во едни други води. На наше големо изненадување откривме нешто што било закопано, излезе како од Аладиновата ламба. Кога било закопано? Тоа било закопано според наше убедување со самото влегување на Националната банка на Грција во Стопанска банка како мнозински акционер, практично од крајот на 99-та година, односно 2000-та. Се работи за тогаш кога им беа признаени оние над 130 милиони долари да не ги превземаат како долг, пошто државата, колку јас се сеќавам, владата на Љупчо Ѓорѓиевски превзема долг од кој беше растоварена на групацијата Национална банка на Грција. Дали во тој момент
е закопано и ова за кое вие сега зборите. Да, нешто сум слушал, не искрен да бидам, не сум прател, меѓутоа има таков податок дека практично Стопанска банка Скопје била со огромен долг кој го презеде државата, за кој издаде и државни обрзници. Мислам дека висината на тој долг беше повисок отколку што беше вредноста уплатена за самата банка. Практично грците ја купија Стопанска банка, а истовремено добија за возврат пари. Значи, таква продажба да добиеш не се случила, немаме таков пример. И веројатно во тој момент не ги интересирало правата на приоритетните акционери и затоа велам дека тоа е закопано и било закопано до јануари 2019. Кога по една случајност некако не поттикна, не натера да ги побараме правата, односно одлуките со кои се издадени акциите и така практично дознавме кои права ги имаме. Сега, слушнавме што ви нуди банката, кој коефициент. Што е коефициент кој би ве задоволил сите вас во ова координативно тело и носителите на акциите? Така. Значи, што е тоа што би ве задоволило, а би било во законски рамки? Точно. Предлогот на грците прво е незаконски. Меѓутоа, тие веруваат во својата моќ дека можат и незаконски предлози да истуркаат, ако бидат нормално прифатени од наша страна. Значи, тука не се работи за наша желба или за некакво пазарење, колка би бил тој коефициент. Приоритетните акции имаат номинален износ од 400 денари по акција, додека обичната акција има номинален износ 201,1. За полесно да во изговорот ќе користам за окружен износ од 200 денари, практично нашата акција вреди дупло повеќе од вредноста на обичната акција. Нивниот предлог, ако го преточам сега во бројки, тој коефициент 0,8, значи за нашите 400 денари тие предлагат да ни дадат за возврат нешто што вреди 160, 200 по 0,8. Така да. Она што и на состанокот, меѓутоа и деновиве некои акционери се понадева дека може да го протуркаат е дека може да биде некој коефициент кој нема да биде 0,8, може би ќе биде 1,0 или 1,5. Меѓутоа заборават едно нешто. А тоа е дека самата акција представува удел, односно собственост во друштвото. И нема никој право со надгласување да му е намали вредност, односно уделот во друштвото. Така. Тоа за жал акционерите не го предпоставија, а банката веројатно мудро очекуваше ние да наседнеме на нивни предлог и да полакомиме, еве конечно ќе се реши, па ќе бидеме задоволни. Значи, правно неизводливо е да биде таа конверзија која ќе има коефициент помало 2. Значи, за 400 денари ние треба да добиеме 2 акции од по 200 и точка. Тоа е правиот одговор. Тоа е целта. Тоа е целта, тоа е желба. Тоа е и нивна обврска по закон. Немаат обврска дека морат да ги претворат акциите да ги конвертираат во обични, меѓутоа тоа е повеќе едно етичко однесување. Ако ние како приоритетни акционери сакаме да се откажеме од приоритетните акции, тогаш тие треба тоа да го прифатат. Меѓутоа не прифаќаат ништо што нив не им поминува низ глава. Ете, тоа е најкратко кажано. Колку е голем бројот на акционери, значи колку сте вкупно кои си ги бараат правата заедно со вас? Така. И дали тој број опаѓа или се зголемува? Па бројот на акционери, приоритетни акционери, бил некаде околу 4000 пред можеби 10 години. Сега е некаде над 3600. Не сите акционери се запознати со случувањата, меѓутоа јас би рекол околу 1000 акционери активно го следат. Тоа како бројка на акции од тие приоритетни, можеби е тоа некој процент од 70-80, 70% од приоритетните. И што е со овие пасивни? Пасивните, ако има некаква промена, таа ќе се рефлектира и врз нив. Дали се работи за конверзија, која нормално не може да се случи незаконски, мора да биде само законски. Дали се работи за исплата на некаква дивиденда,
така да тие ќе го осетат тој бенефит. Сега, од грчките партнери, тие се сепак ваши партнери, пошто сте акционери у иста банка. Само на хартија. Иако имате спротивставени ставови, значи, од нивна страна, еве, нема попуштање толку години. Дали некој врши медијација, дали некој се обидува од институциите на системот да ве помири, значи да ве седне и да каже чекајте ќе најдеме решение ова да заврши. Нема таков медијатор. Напротив, институциите што имаат некаква надлежност се длабоко повлечени или закопани во ров, меѓутоа конкретно за самата конверзија не можат да бидат медијатори. Тие единствено можат да го бранат, како што велат, словото на законот. Затоа што со конверзија која не би била во согласност на номиналните износи, практично се намалува основната главнина на банката. Јас и денес имав прилика да разговарам со еден еминентен ревизор и еден вештак, кои рекоа дека не постои начин конверзијата да се изведе со намалување на основната главнина. Значи, мора да има причина за тоа. Самата конверзија по себе не е причина. Сега една мала дигресија да направам за нашите гледачи. Да кажам дека ја во меѓувреме, додека се подготвувавме за оваа средба пред телевизиска камера, телевизиски камери, комуницирав со Комисија за хартија од вредност, комуницирав по мејл со конкретни прашања и со Народна банка, со гувернерката на Народна банка на Република Северна Македонија, така стои во нивниот назив. Комуницирав и со Стопанска банка. И сакам да кажам дека после оваа емисија, заедно со еден сет на ваши фајлови, ќе бидат објавени и одговорите од Народна банка и Комисија за хартија од вредност, и ќе ги објавам и прашањата до Стопанска банка, која воопшто никако не одговори. Значи, имам одговори од двете институции. Така да, заедно со фајловите што вие ни ги понудивте, за да не ја оптоваруваме оваа емисија, него да си направиме разговор, ќе ги објавам дополнително тие три комплети, да кажам. Стопанска банка Грција, менаџментот не сакаше воопшто да одговори. Стопанска банка Скопје. Скопје се извинувам. Значи, за мене некогаш неодговорот е најдобар одговор. Значи, дали така игнорантски се однесуваат и спрема вас? Па, можам да речам да. И кој им дава сила да се однесуваат така? Значи, кога е детектиран проблемот во пролетта 2019, ние со наше размислување, да не речам и домашно воспитување, сакавме да го решиме проблемот спогодбено. Дури испративме и писмо не само до управниот одбор на банката, дури се обративме и до централата на Грчката банка во Атина, меѓутоа од Атина не стигна одговор. Не сака спогодбено решавање, тоа го изразија со неодговарање. Таквото однесување, или да не речем чувство на негрижа, веројатно им го обезбедува не само Народната банка како прво повикана институција и регулатор на финансискиот пазар, туку и Комисијата за хартија од вредност. Јас ќе споменам дека во таа пролет имавме обраќања доста чести дописи, преписки со Комисијата за хартија од вредност и со Народната банка. Комисијата ни даде еден одговор кој за нас беше така округло па на ќоше, меѓутоа беше јасна порака дека постои проблем кај Стопанска банка, се работи за статутот на друштвото, што е основен акт на секое друштво. Меѓутоа, сите тие информации во поинаков формат се пренесени до Народната банка, поточно од гувернерката, бидејќи гувернерот на Народната банка издава согласност за сите измени на статут на банка. Првото наше сомневање беше што не презедоа во тој рок од некои 3 месеци апсолутно ништо, за да
ние приметеме дека банката направила исчекор да направи некоја промена. Наближа годишното собрание, ние имавме некои предлози кои ни беа одбени, предлозите се однесуваа на запишување на правата од акции, и потоа бевме приморани заради донесени одлуки на собрание да поднесеме тужби во законски рок. Интересно е што гувернерката и покрај тоа што имала укажување од страна на акционерите, тоа го игнорираше, за да на 1.7.2019, значи тоа е понеделник, им издаде согласност на Стопанска банка во која помеѓу останатото стои дека акционерите ги имаат сите права. Иако претходно не само нашето укажување, туку и Комисијата за харти од вредност и укажала на Народната банка, тоест на гувернерката, дека ние ги немаме, односно во пракса не се остваруваат. И тоа не би било проблем ако е тоа само текст на хартија или, да речам, статут кој треба да претрпи некои козметички измени. Последицата од незапишувањето на правата во статутот се однесуваат во неисплатена дивиденда, односно станува збор за штета. Ако се вратиме назад, кога тие измени во Законот за трговски друштва се направени, тоа е 2004 година, и кога не биле спроведени, практично до 2019 или заклучно со 2022 година изнесуваат над 5 милиони евра. Тоа е првиот проблем, тоа е директна штета. Вториот проблем е што финансиските извештаи што банката ги објавува содржат неправилности, кои доколку бидат утврдени и потврдени, не само за 2022 година, ќе се потврди дека тие се такви со години наназад, односно дека се погрешни од 2006. Сакате ли да ми кажете дека гувернерката не сака да се впушта во овој проблем за да не исправа грешки од 2004 година наваму? Па, видете сега, неа и се падна таа среќа, или јас би рекол несреќа, дека таа треба да го исправи. Затоа што во 2004 година, тогаш беше Петар Гошев гувернер, кога се променил законот, искрено не може гувернерот да знае што банката чува во ФИОК, односно не пријавува. Јасно. Меѓутоа, и самата Народна банка и Комисијата за харти од вредност можеа да направат проверки, контроли, не само кај Стопанска, зборувам кај сите друштва, па да откријат кои друштва не ги запишале правата во статутот, што беше една од главните измени на тој закон за трговски друштва. Таа контрола затаила. Нормално не е тоа должност на акционерите да пратат измени на закон, па ние да поднесуваме предлози или да тужиме. Меѓутоа, дојдовме во ситуација заради тој игнорантски однос на Стопанска банка, практично да не се откажеме да ги бараме нашите права. И тоа го направивме 2019 и затоа велам сега среќата е на оваа гувернерка да е запозната, да е укажано, а тоа што има од нејзина страна непостапување може да има само последици. Ние бевме многу толерантни овие неколку години, меѓутоа мислиме дека тоа еден ден ќе го ефектуираме. Затоа што ова за нас искрено е малтретирање. Толку години не само што сме оштетени, туку мораме постојано да бидеме активни околу процесот, да не го испуштиме од раце и се бориме со практично се бориме и со државата. Сега овде да можеби ќе најдете и вие да се фатите за тоа, пред отприлика 3 години пишува в серија текстови за конфликтот на интереси во Народна банка на Македонија, работи Милица Стојановска. Беше и председателка на Комисија за ревизија. Таа беше директор на сектор за супервизија. Директор за супервизија. Односно првиот контролор на банки во државата. Нејзиниот сопруг Тони Стојановски е еден од извршните генерални директори во Стопанска банка Скопје. Втор генерален, да. Втор генерален. Имаше конфликт на интерес кој гувернерката по, не знам, мое 5-то, 10-то, 15-то пишување го острани така што им даде на сопружниците шанса да се договорат дали Тони ќе си оди од банката или Милица од функција. Направија така што Милица Стојановска, неговата сопруга, даде оставка
за да го задоволат законот, пошто по закон беа во конфликт на интереси. Дали тука некаде лежи арбитрарноста на Народна банка на Македонија да им попушта на Стопанска банка Скопје? Тоа што рече дека Или подлабоки се тоа што рече корените на таа поддршка? Тоа што рече пред 3 години, промената настанала скоро пред 4 години. Ние мислевме дека тоа е заради нас, може би било заради тебе. Не, јас запнав до крај. Во ред, ние добивме таква информација баш заради нашиот проблем, бидејќи во пролета кога проблемот го актуализиравме, таа беше на функцијата директор на супервизија. Јас во една прилика си имам и лично слушнато на телефон, така да самата тогаш изјави дека има дадено изјава, дека се што се однесува на Стопанска банка таа иземена и не учествува и така натаму, меѓутоа да не се лажеме, невозможно е да не знаете што се случува. Затоа и се вика конфликт на интереси. Так, сега е советник. Мислам дека е уште подобра позицијата. Добро, го задоволиле законот. Да, меѓутоа сите информации, дописи, преписки, се што испраќаме таму, на некој начин стигаат и јас мислам дека во рок од неколку сати веќе ги имаат и во Стопанска банка, а каналот е нормално брачниот пар. Значи прецизно е лоцирав Да. жариштето, го лоцирав жариштето на оваа ваша криза, од која не можете да излезете. Па, ако гледаме дека пролета 19-та, кога била директор Народна банка, ништо не презела, нити направила воредна контрола во банката, значи некој тоа го спречил. Така ние ќе го толкуваме. И ден денеска ништо не презела. И ден денеска ништо не презела. Добро. Втората институција, Комисија за хартија од вредност. Каква ви е релацијата со нив? Тука имаме доста интересни и екзотични примери од комуникацијата со нив. Тие се доста тврд орев, имаат завземено еден став кој мислам дека нема да го променат додека се живи, да истраат на тоа и ќе ги убедуваат не само акционерите, институциите и сите дека ние грешиме. И мислам дека тоа, ако некој земе да направи научен труд, дека може да има далекосежни последици, затоа што ќе биде обид да ја променат светската теорија за акции. Ајде конкретно за тие екзотични работи. Тука се двајца вработени во комисијата, едниот е Мате Стојановски, другиот е Васко Пејков, кои во најголемиот број на преписки одговараат на нашите обраќања. Прво ќе тргнам од господинот Мате Стојановски, со кој имам и лично неколку пати разговарано. Значи, неговиот став дека приоритетните акции немаат право да имаат две карактеристики, тоа е кумулативност и партиципативност, ја преточе во нашиот спор и практично наместо Комисијата за хартија од вредност да ни помага, таа ни одмага, баш заради овој погрешен став. Во една прилика го имам лично прашано господинот Стојановски, како ќе ми ја објасни точката од одлуката со која се издадени акциите, тоа е точка 11, фамозна. Ако се има на едната страна законот за хартија од вредност што важел во времето кога е донесувана одлуката. И го праша буквално како што мали деца во градинка добиваат задачи, пошто не разбират тие текст, па на едната страна имате животни, на другата имате овошја, плодови, поврзи животно со која храна, мајмун јаде банана и така натаму. Така на тој начин му го поставив прашањето, значи од лева страна се елементите на одлука за емисија. Што ви одговори бананата? Господинот Стојановски одговори, не ми поставувај такви прашања. Значи, ние не добивме одговор. Во друга прилика па ни одговори дека тоа право што ние тврдиме дека е право, тоа било условено право. Односно, требало да се донесе посебна одлука на собрание. И тука е сега контрадикторноста негова, која не ја гледа, е толку собрание кое го контролираат овие што не ви даваат права. Тоа да, меѓутоа правото за кое претходно вели дека тие истовремено не можат да настапат, значи кумулативност и партиципативност, за да во следниот одговор вели, ако се донесе посебна одлука за партиципативност, тогаш ќе го добиете. И сега заборава дека претходно рекол дека тие истовремено не можат да настапат.
И тоа, иако прв пат слушаш, станува јасно дека тука има некоја нелогичност. Но многу поинтересно е баш за тој господин, кој во пролета 19-та во одговор до акционерите ни даде така еден дипломатски одговор, постои правна дискрепанца во правата што ги имате во однос на тие што се остваруваат во пракса. Меѓутоа, во еден друг документ, кој е па барање до Народна банка, кој комисијата го испрати, точно е наведено што треба да направи Стопанска банка. Односно, Народната банка треба тоа да го има предвид и да го бара од Стопанска банка. Значи, многу директно. И кои права ги имаме поврзани со дивидендата. Подоцна ние поведовме и управен спор против Комисијата за хартија од вредност. Тука се само малку ќе нафрлам. Во момент кога имавме веќе една пресуда која практично ни ги замрси работите. Дојдовме до судот. Значи, моравте тужба да поднесете. Моравме тужба. Меѓутоа, во контекст на Мате Стојановски да одговорам дека во управниот спор, па Мате Стојановски изразува согласно со апелациониот суд дека имаат исти став. Како може тоа да го искаже во 2021 или 2022 година, кога 3 години претходно кажал сосема спротивно? Добро. Тоа прашање е упатено и до комисијата, колку што јас ги погледнав одговорите, на тоа прашање нема даден одговор, што значи дека тука нешто не е во ред и треба да се одлучи дали бил во право или е точно тоа што го кажал пролетта 19-та или го кажал во есента 21-та. Јас не би одговорил на прашањето зошто го променил ставот. Тоа нека заклучи јавноста. И во чиј интерес го направил тоа? Она што реков, најдобар одговор е не одговор. Така. Там има едни две господи, па исто интересно е и ова, кога да се сетам малку на смеја ме тера. Не знам презимињата, меѓутоа Славица и Јасна, кога имавме еден состанок, изборувавме за правата и нивниот коментар беше: па добро, Владко, вие 2 години барате конверзија, сега вика после 16 години што ви текнало сега и права да барате. Наместо ние да ги прашаме нив каде сте вие 16 години, платени сте за тоа. Тие нас не прашуваат зошто 16 години сте чекале. Па викам, сме чекале затоа што не биле објавени. Ние кога ги објавиле правата, односно ни ги дадоа, веднаш реагиравме. А 16 години примаат плата од буџет за да ги Па дали биле и во 2004 вработени, не знам, али Добра. комисијата како институција е одговорна за тоа што банката не го спровела кога требало да го спроведе. И сега, бидејќи за тај по ваше и Народна банка на Македонија и Комисија за хартија од вредност, а партнерите од Стопанска банка Скопје ве игнорираат, не ви ги даваат правата. Не ги даваат, да. Завршивте на суд, поднесовте тужба. Поднесовме 2 тужби. Добро. Тие беа веднаш после собранието во 2019-та. Едната тужба беше за поништување на одлуки за статут, измена и пречистен текст, другата беше за поништување на одлуки за дивиденда. Првиот предмет До кој суд конкретно? Основен граѓански суд Скопје. Граѓански Скопје. Во првиот предмет, кој мислевме дека е толку очигледен и ќе го добиеме лесно, баш адвокатот им ме праша, вика, каква вредност да ставиме на предметот, дали да биде над $1.000.000 да оде на врховен или пониско. И одлучивме дека ова толку лесен предмет да и $40.000 е доволно и ќе завршиме на апелација. Меѓутоа, што се случи во тој предмет, колку и да е беззначаен, прво судијата ја одби тужбата, нормално. Мора да ги споменам имињата, затоа што тие ќе ги памтиме додека сме живи. Беше, само малку, Лилјана Зафировска Петреска. Беше во основен, за да после во апелација судија известител беше Гордана Ѓорчева, а во совет бе уште Радица Василевска и Аритон Ала. Сите знаеме дека во советите практично судиите известители се тие што го диктираат предметот и одлуката.
и веднаш Колегите се согласуваат. се согласуваат, немаат против и така си помагаат веројатно меѓу себе. Беше потврдена првата одлука. Што е интересно за тој предмет? Судијата Лилјана Зафировска-Петреска досуди, парафразирано, статутот не е во согласно со закон, вие акционерите, значи, сте во право, но јас ќе досудам за банката. А тоа што сакате да биде запишано во статутот, па вие повторно обратете се до надзорниот одбор на банката, тие сигурно ќе го прифатат. И кога ќе имате ви една конечна пресуда, со која давате вечен легитимитет на незаконски статут, банката никогаш нема да помисли да ви прифати барања какви што Значи, барат. во право сте, ама сепак одите со надзорниот да се договори. Одете со надзорниот. Надзорниот сега веќе добил крила. Надзорниот неќе да ве види ни на слика. Неќе да не види и Добро. што и да поднесеме, ако не одбие или предложи нешто што е за нас неприфатливо, ние и утре повторно да тужиме за истата работа, заради претходно донесена пресуда, предметот ќе го изгубиме. Јасно. Во тој предмет многу помогна согласноста од гувернерката, тоа е доказ што судот го ценел, затоа што така стои. Значи, гувернерот дава согласност дека акционерите ги имаат сите права. Колку тоа да не и се допаѓа на гувернерката, таа е најголемиот виновник за таа пресуда. Со тој предмет тие сакавме да докажеме и зошто се прави штета, пошто основот по кој беа побивани тие одлуки е заради гласање на еден акционер за одлука со која прави корист за себе, а на штета на друг акционер. Тоа е толку едноставно да се разбере, меѓутоа не сака да го разберат, затоа што кога правата не се запишани во статутот, не постојат ни обврски за издавачот, односно за Стопанска банка Скопје. Особено што странци се собственици. Точно, и потекнуваат од земја членка на Европска Унија, кон која ние стремиме. Со која имавме 30 години спор. Така да ни го поништија или ни го одбија како доказ и вештиот наод со кој докажувавме дека незапишаните права немаат обврски, тоа е штета за акционерите и тоа така остана. Е сега вториот предмет. Уште една мисла имав, значи Добро, кога ајде. статутот е во состојба да е незаконски, ние немаме можност пак преку суд да го коригираме, единствено останува гувернерот тоа да го направи. Гувернерот во тој период дава уште 3 други согласности. Значи, буквално игнорира дека постои проблем, дека има сознание. Гувернерот има советник, сопруга на вториот генерален директор. Така, и Тоа тоа го зборевме пред малку. да. Значи, си го тера тоа по исти терк како што беше првата измена и сите наредни, значи вкупно 4 измени на статут има одобрено. Воопшто не се загрижила за нашиот проблем, а првата измена, тоа е значајно да се напомене, грците брза за да го заменат името Македонија со Северна Македонија. Така да. Меѓутоа нашите права не беа битни, гувернерката им удоволи, меѓутоа за нашите права не најде разбирање. Тоа е за тој предмет. Вториот предмет беа 2 одлуки за дивиденда. Тука станува збор за утврдување на права кои грците не ни ги признаваат. Комисијата за хартија од вредност го има кажано својот став, меѓутоа мудро молчи, таа нагласува и во одговорите видов дека нагласила може да учествува во судска парница на покана на судот, не ги поканија и среќа што не ги поканиот и таму ако се појавеа тие ќе беше катастрофално за нас. Вака барем знаеме зошто се донесени таквите пресуди. Па малку и за тој предмет ќе давам некои информации. Ајде, повели. Во основен суд го водеше судијата Мирјана Николовска-Калчиновска. Тоа беше прв предмет кога не постоеше притисок врз судовите од страна на Грчката банка и првата пресуда есента 2020 година беше во корист на акционерите. Веројатно ги фати паника грците од можно губење на тој предмет, а веќе во тек беше и трет предмет. И ние предпоставувавме, меѓутоа бевме навистина изненадени кога одлуката апелација донесе за помалку од 2 месеци. Значи пролета 2021 веќе имаше одлука и предметот се врати на повторно одлучување. Во тој период судијата од основен суд, веројатно избезумена,
закажа рочиште и донесе пресуда за време на судска ферија. Значи, по закон за судови, судовите од 15.7 Не до 15 не судат, освен за наведени работи за кои мора да судат. Меѓутоа, во представката до судски совет добивме одговор дека ете, се нашла слободна и воljна за работа, па работела и кога е одмор. Следеше одлука повтор пат на апелација и очекувавме дека нема да биде поволна пресудата за нас. Затоа организиравме во 2021 година протест пред апелација во тој ден и пред Народна банка и покасно ќе спомнам и антикорупцијска комисија. На протестот разбравме дека судија известител е Фатмир Скендер. Од наши сознанија, истиот судија одлучува или бил известител и при првото одлучување. Да објаснам, судија под контрола на советникот за национална безбедност на бившиот и сегашниот премиер Зоран Верушевски. Тоа не го знам. Му донесе пресуда и тоа баш Овој судија. масна со добри пари, овој Так. судија и заслужи да напредува до Уставен суд. Повелете. Јас во тој период чувството некако ме наведе дека нема да биде поволна одлуката и бидејќи сме голем број на акционери, не има од сите делови на земјата, и по името на судијата предпоставивме дека е албанец по потекло, баравме некакво да искомуницираме и преку акционерите албанци да остварат контакт. И контактот е остварен со судијата. И на прашањето околу предметот, со намера да се побара објективно да пресуди, веднаш се сети за кој предмет се работи и рече предметот е чист, пресудата ќе биде во корист на акционерите и не вршете притисок кај другите двајца колеги, бидејќи јас ќе им објаснам. Так. Ова е сето напишано, нотирано и до судски совет, и до Врховен суд, и до вице-премиерката Славица Грковска, и до антикорупцијска, значи сите го знаат и мислам дека досега може и да преземат нешто, барем да го повикаат судијата. Не да го барат изворот на информацијата, туку да го повикаат судијата дали е тоа точно или не. Го напредија во Уставен суд. Да, благодарение на... За нашите гледачи да кажам дека сосема друг судија од Апелациониот суд беше кандидат цело време предложен од владеачката СДСМ. Во последен момент направија ротација Фатмир Скендер, значи со пресуда во корист на Зоран Верушевски и уште веројатно вашата и неколку слични, преку ноќ стана кандидат и беше изгласан за нов уставен судија. Точно, значи јас во тој период се интересирав нешто да разберам повеќе за судијата, па новинарот Саше Димовски баш пролета 2021 година има еден текст објавено во кој е информацијата дека истекува мандатот на судијата Сали Мурати и дека треба да биде заменет со друг. Меѓутоа правилото било дека мора на местото на судија од турска националност да влезе повторно некој турска националност и тогаш првпат разбравме дека е турчин по националност, а не е албанец. Да. Се потврдило тоа правило, дека тој е таа замена. Кандидат беше друг турчин, заменет со... Може би, не знам, ова јас го прочитав во тој текст на порталот Сведок, ми се чини. Да. Со корисен турчин. Со корисен турчин. Да. Бидејќи ближеше годишното собрание во 2022 година, ние бевме нестрпливи, бидејќи усно ни кажа дека пресудата ќе биде во наша корист, побаравме да ја напише што побргу за да ние триумфираме и покажеме. Тука е нашата наивност, ние мислеме дека први ќе разбереме дека грците нема да знаат пред нас. И додека да ја напише, стана против ваша корист. Кога во корист на ваша штета. Кога наближа во корист на наша штета, да, кога беа уште неколку денови до годишно собрание, повторно контактирано беше со судијата да ни потврди дали ја напишал, пресудата беше испратена, меѓутоа информација на шалтер во Основен граѓански суд беше дека судијата е во корист на банката. Шокирани, повторно беше контактиран судијата, кој рече, јас ќе ви објаснам. Се прекршив. Се прекршил, морал да ја промени одлуката заради повисоки цели. Целта била да биде предложен за
уставен судија од владеачкото мнозинство и да биде избран. Токму таа пресуда направи еден домино ефект врз сите пресуди. Значи, првата негова пресуда во 2021 практично ја поведе и Лилјана Зафировска или Гордана Ѓорчева да пресуди, па после и во третиот предмет да пресудат. Значи, тој направи домино ефект. И наивни, пошто му верувавте на него, се упативте до Комисија за антикорупција. До Комисија за антикорупција се обративме многу порано, не поврзано со судијата. Пријавата се однесува на челните луѓе на Народна банка. И? Во кој е опфатена и... Ама сте се обраќале и за Фатмир Скендер, така? Или не? Споменате, Добра. меѓутоа немаме посебна пријава во антикорупцијска за Фатмир Скендер. Добро. И Меѓутоа како знаат си поминавте со антикорупцијска? Антикорупцијска се уште работи на предметот. Имаат сознание, првиот впечаток, јас имав и две средби со нив, првиот впечаток кој го добив е дека може само да утврдат одговорност кај одредени лица во Народна банка, но нема доволни докази за да утврдат корупција или судир на интерес. За судир на интерес спомнуваме дека тука постои, тешко може да се докаже можеби корупцијата, меѓутоа судирот на интерес е очигледен. Чувството ми е дека сакат некако да ја поштедат Народна банка, не знам зошто, премногу долго се влечи предметот, од 2020 веќе 2 години стои предметот, меѓутоа на таа средба кога дадовме и други информации, па се прошери целиот предмет и према Комисијата за хартија од вредност, за кој искрено немам некоја свежа информација дали нешто презеле против нив, бидејќи и кај нив може да се утврдува одговорност. Одговорност може да се утврдува и за суди, тоа ние веќе го започнавме, затоа што практично кога се прави, барем научивме доста од тие закони, крупна професионална грешка, судијата може веднаш да биде разрешен. Или советот на судија. Чекајте, вие ова го очекувате во Македонија? Овде го очекувате? Па ние го очекуваме. Мора така да веруваме додека не го видиме исходот. Очекувате одговорност од суди, од функционери, од... Очекувам одговорност од судски совет, кој треба да одлучи да го разреши судијата. Добро. Тоа Во Македонија очекувате? Во Македонија, не во Северна Македонија, во Македонија. Научна фантастика, одма да ви кажам. Не сме имале претходно искуство, веројатно не, треба да веруваме, ајде да не... Да преминеме на последниот сегмент по мене, а ќе ви дадам простори ако има нешто што не ве прашав сами да се искажете. Значи, последниот сегмент е владата, извршната власт. Дали комуницирате во овој период, дали барате помош, логистика од извршната власт? И дали можат да ви помогнат? Вака, ние си имаме обратено уште во 2021 година до владата, во тоа време беше премиер Зоран Заев, имаме барање испратено и до Фатмир Бесими, и до Фатмир Бетики, имаме и до председателот Пендаровски испратено барање. Се прогласија ли за ненадлежни бидејќи акционерско друштво во прашање? Освен што прифати кабинетот на Фатмир Бетики средба, и тоа со шеф на кабинет, за кој искрено сакам да ја заборавам таа средба, бидејќи беше непрофесионална апсолутно. Пендаровски не ни одговори, ако советник од кабинетот побара детална информација, после што ќе не контактираат, никогаш не се јавиле. Сме имале средби во Министерство за финансии со секторот за финансиски систем, ми се чини, кои имаат потполно разбирање за проблемот, меѓутоа немаат надлежност нити неофицијално да разговараат со оние што имаат надлежност да одлучат, тоа се Народна банка. Тие се предлагачи на законот. И на законот, и на луѓе со кои немате разбирање. Предлагач на гувернерот е председателот на држава. Па добро, председателот, ама собранието го бира. Извршната власт точно. е од тоа собрание, но владата во Македонија го командува собранието. Така. Наместо да е обратно. Така.
Значи судиите ги бира собранието, ги предлагаат политичките партии од извршната власт. Да. Така да тоа беа обиди без успех, меѓутоа оваа година во јануари интерес после нашето обраќање секако пројави кабинетот на вице-премиерот господја Славица Грковска и сме во постојана комуникација и тука гледаме искрено надеж. Меѓутоа нормално за нивните постапувања и активности преземени не сме промптно или дневно информирани. Меѓутоа, секоја наша активност или допис према овие институции државни, значи КХВ и Народна банка, на внимание ставаме дека вице-премиерката ќе биде известена. Веројатно е тоа доволно да го сватат сериозно нашето обраќање. Еве имаме во последен период, мислам, 2 или 3 представки до Народна банка. Тука веќе и составот на директори во супервизија не е истиот како што беше пред 4 години и веројатно луѓето размислуваат малку поинаку. Гледам дека и редовно ги читаат пораќите. Еве ќе искористам прилика да ги замолам мејл адресата што ја користиме, а е од доменот на Gmail и е со име Стопанска банка Скопје, ако може да ни ја деблокираат, бидејќи сакат да не добиваат известување од нас. Добро. Меѓутоа Комисија за хартија од вредност редовно ги прима представките. Така да Вие испраќајте ги на Буревесник, па ја ќе ги објавувам, па ќе ги имаат на знаење. па веројатно Поедноставен. да, поедноставени тоа сигурно ќе Не ми е тешко. со задоволство ќе го. Е така, представка од Сдруженијето Буревесник дава на знаење на така, таа и да, таа функција и крај. Сега, пошто спомнав неколку представки, во фокус најмногу е гувернерката, сакам да кажам дека на маса има една представка која се однесува на казнети вработени во Стопанска банка Скопје. Тоа се 6 вработени кои сега се во пензија, мислам дека уште една господја не е, али за некој месец ќе биде. Зошто се казнете? Казнети се затоа што одлучија да влезат во тужба, тоа е третата која се уште не ја спомнав, за да ги остварат своите собственички права. Дека се работи за казна заради учество во тужбата, тоа им го кажа устно прво директорката на кадрово, Николина, заборев презиме, дали беше Дамеска, и на еден дел од акционерите тоа им го потврди регионалниот директор за како е таму западна југозападна Македонија. Значи треба да знаете, ова ви е казна за тоа што тужите. Со таквата одлука, која сигурно не е на нижиот ешалон во Стопанска банка, тоа е директно наредено од управен одбор, членовите на управен одбор го прекршиле кодексот за корпоративно управување и согласно законот за банки, гувернерката може да им ги повлече согласностите со кои ги назначила. Тоа со еден збор се вика да ги разреше сите. Бидејќи за истата работа не е можно да не знаат и членовите на надзорниот одбор, значи по истите тие правила треба да им ги одземе согласностите на членовите на надзорниот одбор. Тоа не го прави. Ние да го направиме. Ако таа нив не ги иземе, тогаш веројатно некој не ја ќе иземе. Значи таа уште поголем товар сега презела. Исто така и доставивме една представка која се однесува на финансиските извештаи на банката. Тука морам да ги споменам ревизорите, кои исто така играат значајна улога во заштитата на неправилностите, да не употребам потежок збор. До лани беше PricewaterhouseCoopers, годинава е Грант Тортон, кои не сакаат да ги прифатат нашите укажувања, а мислам дека е многу едноставно. Значи можат да кажат да, ова што го пишувате се глупости и да кажат зошто се глупости или да го потврдат, да речат да, во право сте. Тие не одговарат ни за едното, ни за другото. Овој пат одлучивме да известиме и гувернерката и директорите на супервизија. Тука се Викторија Глигорова, тука е Илија Андовски и мислам дека третиот Ернест Вејсели, се извинува ако го сгрешив името, кои редовно следат и веројатно не размислуваат како нивните претходници. Значи, според законот за банки, финансиските извештаи треба ревизорот да ги ревидира
доколку наиде на неправилности да го извести да ја извести Народната банка. Ревизорот не сака да слушне кои се тие неправилности, затоа ние ја известивме Народната банка, сега тие чекаат на пусија. Сега ако и овие замолчат, тоа е веќе уште поголема одговорност што преземат и таквото укажување практично им носи на товар кривична одговорност. Веројатно се сериозно загрижени, а може би не се, не знам, ќе покаже времето. Затоа што не се откажувате. Ние не се откажуваме, ќе одиме до крај, решени сме нашите права да ги оствариме, затоа што цела ова нивна борба или отпор што го дават и на каков начин го дават, ни дават за право да веруваме дека сме навистина во право. Затоа што ако било обратно, немаше практично институциите да се стават во коалиција со Стопанска банка, односно ние да водиме борба против сите и против судовите. Така, на почетокот на емисијата кажавте дека на средби во Стопанска банка Скопје сте биле 6 мина од координативното тело. Дали има притисоци лично врз вас? Дали сте лоцирани како јадро кое треба да биде разбиено за да се реши овој проблем во корист на банката? Трпите ли притисоци? Јас лично немам притисок, за другите не знам и верувам дека немаат притисок. Меѓутоа, другите се мотивирани од личен интерес, сакат да заврши ова одисеја што побргу. Меѓутоа, јас им дадов до знаење дека постои правен проблем и дека не треба да помислуваат, затоа што доволно еден акционер само со една акција да го оспори тоа конвертирање што тие го сакат, односно ако некој друг им ја намали вредноста на уделот на други акционери, тие имаат право да поднесат тужба и тоа после се паѓа во вода. Меѓутоа во Стопанска банка има навистина голема група на шарлатани кои правото изгледа не го разбираат или па го разбираат, меѓутоа сакат да им удоволат на грчките газди, не знам зашто се работи. Несфатливо е да не го знаат тоа. И одат некако на сила. Значи, сите работи што ги прават од позиција на сила, им се може, еве, 4-та година газат по закони, по институции, никој не ги спречува и мислат дека и ова сега така ќе помине. И може би поминало ако никој не разбере. Да. Меѓутоа, ние ова го правиме транспарентно за сите, посебно јас кој сум најекспониран. Секој отстапување од она што досега сум го пренесувал према акционерите, една децимална бројка да променам, веројатно ќе се посомневаат во некакво мое пазарење или сум стекнал некаква лична корист. Тоа нема да си го дозволам јас. Затоа ја уживам довербата досега. Се надам дека ќе остане и понатаму. Сега, бидејќи не поминувате онака како очекувате на домашните судови, дали имате начин овој проблем да го интернационализирате? Добро прашање, меѓутоа пред да одговорам на ова, морам да се вратам на тој предмет каде што беше судијата Фатмир Скендер решавачки. Тој предмет имаше услови да заврши на Врховен суд, поднесовме ревизија, на наше големо изненадување, и тој предмет заврши за помалку од 2 месеци. И сега малку чудно паѓа како сите предмети против Стопанска банка во сите судови завршуваат за помалку од 2 месеци. Значи, тоа е, веројатноста е толку мала да е тоа случајно. Во Врховен суд на наше разочарување предметот падна кај судијата Наќи Ѓоргиев, за кој се води постапка во судски совет, така барем разбравме за негово разрешување. Меѓутоа, тој се уште си е со полно работно време и ангажман, така да си работи, и тој предмет го реши во корист на банката. Буквално, текстот на пресудата е, да не кажам, не е на нивото на пресуда на Врховен суд. Бидејќи во сите судски предмети имаме доставено една пресуда од Врховен суд на Словенија, која буквално ќе ве нахрани, со каков стил е напишано, и таа се издвојува. Зборуваме за судска пракса. Судска пракса, која прво судовите ја одбија,
Значи, се што е доказ, а може да биде од корист на акционерите, сите судови, пониските, тоа нормално основниот, ги одбивале таквите докази. Затоа што ако влезе како изведен доказ, не можеш аргумент да имаш. Ние имавме среќа, баш во овој предмет кај Наќе Ѓоргиев, некои докази да влезат. Меѓутоа судот не ги коментира. И тоа е суд, треба да го почитуваш. Те гледаат, лани баш на собрание, те гледаат во очите и се смеат и велат од Стопанска банка, не сте во право, гледате судот, тоа е тој што... Така да ние после Наќе Ѓоргиев сега сме во фаза на припрема на апликација за Страсбург. Значи ќе одите на меѓународен суд. Инаку, интересно, тоа не го споменав, во одлуката на судијата Фатмир Скендер се сомневаме дека стои поранешен висок функционер на владата кој практично ја нарачал пресудата. Кое му е име, а кое му е презиме на тој висок функционер? Ако може го кажете. Па, тоа е ако на нашата азбука му додадете плюс 2 и се добива еден број. Не знам математика. Па не знаете ни колку букви има нашата азбука? Не знам. 33. Добре, значи Зоран Заев. Зоран Заев. Да. Тоа е нашата анализа или од сите информации мозаикот сме го склопиле, не довело до тоа, меѓутоа за да биде покриено делувањето, тоа е она што ви дава стално нешто на погрешна трага практично да тргнете. Стопанска банка испрати едно, ние го нарекохме заканувачко писмо, насловено до Врховен суд, до Народна банка, до владата на Македонија и до Комисија за хартија од вредност. Значи, накратко таму се работи дека ако акционерите го добијат судскиот спор, тие ќе тужат државата Македонија на меѓународен суд или ќе барат некоја меѓународна арбитража. Тоа е за секој што малку разбира, тоа е типичен блеф, затоа што и да ги добиеме Ќе изгубат таму. ќе изгубат таму. Значи таму треба тие да докажат дека акционерите што вложиле пари во банката и се викаат приоритетни акционери немаат право на учество во добивка. Дали ќе биде во Лондон тоа правено или во Париз, значи ќе им се смеат. Меѓутоа, тоа писмо го маскира делувањето на некој поединец. Значи ние не веруваме дека тоа писмо отрезнило некого, иако за да судот пресуди во корист на банката, не било упатено до судот, или влада, или врховен, значи некој од таму требало да се замеша. Јас не верувам лично дека некој се замешал заради писмото што го добил. Тука едноставно некој го направил заради некаков интерес. Тука имаше и наслови, Мицотаки сака да дојде во посета на Македонија, да се потсети на купувањето на Стопанска банка додека бил во NBG и така натаму, и сето тоа е мозаик. Цело ова време како се однесуваат медиумите со вас? Ние кратко неколку месеци контактираме, ја ви кажав да го способиме нашето ТВ студио на оваа локација и ќе ве повикаме. Првата емисија правам со вас. Значи, дали имате комуникација со сериозните медиуми, да кажам, и дали ви помагаат или ви одмагаат? Вака сега да сумирам, во почетокот прво одбегнувавме преку медиуми во јавност да го изнесуваме проблемот. Бевме толку коректни и фер, мислевме дека тоа нема да удира по нивниот имидж и ќе го ценат и ќе најдеме некакво решение. Како се одвиваа работите, почнавме во 2020 година да пишуваме повеќе текстови. Неколку портали соработуваа со нас, објавија неколку текстови. Тоа беше, ако смеам да ги споменам. Наравно дека смееш. Мислам, банкарство, магазин, после почна и Експрес, МК, кратко, еден текст, два локално појави, да се сетам, конкуренција на порталот свој. Меѓутоа, тоа полека почна да се стишува. Телевизија ниедна досега не прифати наше барање за некаква емисија, дебатна, нека биде во студио. И оваа требаше да биде дебатна, ама не прифаќа никој да седне спроти вас.
Па не знам зошто. Јас мислам дека се што прават досега може тоа и да го кажат на јавност или да докажат дека ние грешиме, па толку сме ние и спремни и подготвени да прифатиме дека сме на погрешен пат, меѓутоа изгледа друга е вистината. Така да од телевизиите не очекуваме транспарентност, односно ако имаме некаков собирање, планираме во нареден период да организираме нешто, и ни остануваат вакви, да речам, емисии. Несериозни новинари, како мене. Не. Мали продукции. Мали продукции, па не знам колку што никој не ги гледа. Така да ни останува само ова. Последно време, значи без никакво откажување, нити промена на точка запирка, наши текстови објавува само порталот Антропол. Фактор, значи со кого да разговараш, би ти рекол ова фактор и тоа како ќе го интересира, фактор не одби уште од старт, пошто нивни правни застапници биле истите што биле и на Стопанска банка и ние се чудиме sa каква е логиката. Меѓутоа, кога имало нешто да во корист за банката и то како тоа го објавуваат, ние испративме и демант, одговор, реакција, не го објавија, што е тоа спротивно на закон за медиуми. И буквално ние сме во медиумски мрак, така можам тоа да го наречам. Ако ви значи Буревесник ви е отворен, благодарам, ќе го нема користиме. начин некој да се јави да каже со Ташковски и со акционерите од Стопанска банка повеќе не. Така. Благодарам за отворената врата, ќе ја користиме, нема да бидеме толку досадни чести, ама кога ќе имаме нешто интересно. Вие биднете досадни, а јас и моите соработници ќе оценуваме што е интересно за јавност. Така да со медиумите работите стојат како што стојат. Е последното за извештајот испративме демант. Чекаме сега ЗНМ да одговори на представката. Советот на честа веројатно ќе ја разгледува, да видиме како ќе реагираат, иако по она што на прва ни одговорија дека не можат ништо да сторат, нити да ги натераат. Не може. Добро, нека има некој минус таму, па ние сега ќе си практикуваме, па веројатно 3 минуси, 5 минуси носат. Добро, да прашам на крајот ова вашето гостување овде, дали има уште нешто, некој сегмент кој не го опфативме? Па има, може би неколку повелете сегменти. Искажете. Ајде и тие неколку искажете. Ќе ја споменам и третата тужба, која е поднесена од страна на 430 акционери. Таму се работи па за директно парично побарување, надомесна штета. Побарувањето е околу 1,5 милион евра. Се работи за неисплатена дивиденда за период од 3 години. Таму имавме исто интересни случувања. Предметот го водеше судијата, да видам само, Татјана Поповска Николовска, која ни направи еден таков дриблинг. Предметот од 430 го раздели на 86 предмети по 5 за исти правен основ. Трошоците енормно ни ги зголеми. Јас во тој период имав и представки до судски совет, нормално не помогна. Ни одби многу клучни докази судивката и предметот заврши во апелација. Судија известител беше Катерина Ѓоргиевска, која по некоја случајност, носејќи представка пред неколку дена во судски совет, слушам се представува на пријавница, јас сум Катерина Ѓоргиевска, изгласана за во Врховен и така натаму. И собрав сили да и се обратам, се представив нормално и таа нормално насмеана, чисте предметот, си имате право на ревизија, ќе видите таму како ќе ви одлучат и така натаму. Во скендеровски стил. Да. Тоа малку мене ме засекира, значи не ве најавувам сега јавно. Веднаш си насекира. Веднаш се насекирав, најавувам дека ќе поднесеме барање за изземање на судијата, значи не смееме да дозволиме да учествува во 5-члениот состав во Врховен суд повторно да гласа против нас. Судијата не го разбрала предметот, се гледа дека и таа се водела од пресудата на Фатмир Скендер и се мора да биде во исти стил. Заради повисоки цели. Заради повисоки цели, па не знам сега, можеби пресудата неизина во корист на банката отвори врата за Врховен. Тоа уште
Тоа не сме го помислиле, ама еве прво тоа доаѓа. Да не сте дел од Преспанскиот договор. Не сме. Не сте. Не сме од Преспанскиот. Така да тоа е третиот. Натаму ме води мислата дека на крај ќе биде и дел од договорот за промена на името, вие да ги губите сите судски спорови. Па јас верувам дека на крајот ќе победиме затоа што ова е неодржливо. Значи јас го доживувам како еден вид окупација. Значи на земјината топка вечна окупација не постои. Така да и грците мислам дека тоа треба да го имат на ум, дека ние нема да се откажеме додека не го оствариме тоа што е наше. Бидејќи се што презеле доволно говори дека ние сме во право. Но и Македонија треба да влезе во Европска унија. Со самиот влез во Европска унија ќе бидеме изедначени со членка на Европска унија со Грција. Да, така тоа добро звучи. Да. На тогашните судови во Македонија, во Северна Македонија, пошто така ќе влеземе по тоа име, вие ќе ги имате истите права како и Словенија. Да, значи судската пракса од пресудата во Словенија ќе може да се примени во вашите сега случаи. јас мислам дека Страсбур веќе за првата апликација ќе го користи доказот кој го отфрлил судот, ама ние ќе го приложиме сигурно, значи пресудата на Врховен суд на Словенија мора да биде клучен доказ и нашата, односно пресудата на Страсбур да биде во корелација со таа, значи сепак. Така. И таму е интересен случајот во Словенија што практично спор изгуби една од најголемите финансиски институции, КаДe Груп. Значи судот не тактизира, не се пазари со никого. Така. Пресудил како што мислил, а тужители беа 4, сега дали беа физички правни лица, не се сеќавам, меѓутоа изгуби финансиска институција. Ама словенците од наши браќа заминаа толку далеку како да се на друга планета. Да, баш така. Стана светски шампиони по екологија, Македонија светски шампион во мизерија, како беше? Да, поврзано со последниот предмет, еве каде што Катерина Ѓоргиевска веројатно ќе биде сведок како ќе се одлучува во Врховен суд. Имаме, значи, тој најголемиот со 430 тужители. Од наши извори разбравме, и тоа е шокантно за нас, значи уште абер нема да се донесе пресуда, меѓутоа веќе теренот е припремен ние повторно да го изгубиме овој предмет. И ова сето е напишано до секој судија од Врховен суд од граѓански оддел. Значи ние не испраќаме едно писмо за да стигне во архива па го прочита не знам кој, туку секој истиот текст до секој судија колку се таму, толку примероци испраќани. За да си знае судот. За да си знае и да знаат дека пресудата во корист на банката практично е одземање на нашите права. Односно, таа пресуда е епилог на борбата македонецот против македонецот. Така. Има тие во една представка на едно место 3 пати зошто го прават тоа. За повисоки цели. Па од Врховен суд која би било? Не знам дали има некој. Во секој случај се што прават влегува во нивните кариери. Тоа треба да го имат на ум и судиите и вработените и во Народна банка и во Комисија за харти од вредност, бидејќи колку подалеку сме од крајот, а крајот е остварување на нашите права, толку повеќе расте гневот кај нас. Ние нема да се откажеме од поднесување кривични пријави. Не во ова сега ситуација на ова владеачка структура, бидејќи се е заштитено тука, меѓутоа гледаме некоја надеж до која ќе дојде до промена на власта и тоа ќе го сториме и никого нема да поштедиме. Така да ако сакат да живеат во еден таков немир, неспокој, тоа е нивни избор. Јас вака прелетувам само преку овие материјали. Мислам дека и се споменав, да, може би интересно и тоа дека од време на време испраќаме писма, ги запознаваме амбасадите на позначителни држави, посебно оние што се грижат за сузбивање на корупцијата во државата. Пред се тука мислам на Америчката амбасада, редовно известувана, германската исто така, холандската исто така, мисијата на ОПСЕ, амбасадата на Европската унија,
Така да се надевам и тоа е од некаква корист. Ако не е директна, барем утре можеби ќе го посочат како во своите извештаи како еден недостаток или минус. Сега има тука и некои мисли, пораки кои еве би ја цитирал и на вице-премиерката, значи секој наш проблем треба да се решава дома. Сега малку тука ми е загонетка, немам одговор, обично имам за се одговор, за ова немам, бидејќи предметот е во Врховен суд. Како може тука тој проблем, наш проблем да се реши дома? Значи, ако владата не сме да се меша во судство... Да, толку време не се решава дома. Не се решава. Да било во рамки на институциите, па разбирам некако владата да посегне, да завладее правото. Сега во Врховниот суд, но побаравме ние, ако не друго, барем да се огради и владата од тоа заканувачко писмо на Стопанска банка, да се огради и Врховниот суд, бидејќи и до нив испратено, и да постапат професионално со интегритет да донесат праведна и правична одлука. Па ќе видиме дали ќе се случи тоа. Меѓутоа мора да веруваме. Така. Значи јас во овој момент ќе ви се заблагодарам за гостувањето. Ќе оставам простор доколку има материјал во наредниот период и да се сретнеме уште еднаш пред овие ТВ камери и да ни доставувате материјали, ќе ги објавуваме во нашите пишани изданија на социјалните мрежи. Благодарам и со задоволство. Така. Ќе испраќаме. Ќе ви посакам успех и на вас, ама успех и на Стопанска банка во делот на решавање на вашите проблеми, за да си го имаат својот мир и да го заменат сегашниот немир со мир. Бидејќи ја не верувам дека се мирни, постојано да се провлекува нивното име на банката и по судови, од основниот до врховниот, па и пред иден меѓународен спор. Тоа е така, меѓутоа нивната представа за успех е поинаква од сега искажаната. Значи, нивната представа за успех е ние да изгубиме. Значи, тука нема средина, не можат тие успешно да го решат спорот, а ние да го добиеме тоа што ни припаѓа. Ја посакав немирот да си го заменат со мир. Ништо друго. Дај Боже. Иако лично сметам дека заради инволвираноста и на регулаторните тела и КХВ и Народна банка, мислам дека интенцијата на сите да ги изгубиме споровите, затоа што само на тој начин тие утре ќе излезат чисти, односно ќе бидат амнестирани од одговорност. Ако ги изгубите граѓанските предмети, немате никаков основ да докажувате во кривична постапка дека тие нешто не направиле. Така да во интерес е на сите да заврши со успех за акционерите, а за да бидат мирни и банката и институциите. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, ова беше првото издание од нашата нова локација на продукцијското студио Буревесник. Комплексот тениски терени, фан тенис во Карпош на булевар Илинденска. Еве станавме и на еден начин соседи со владата. Имајте пријатна вечер.